Добро утро. Навистина се наоѓам во едно прекрасно згрижувачко семејство. Нема да должа многу. Чувствата се не, како велат, само во живо може да се доживеат и да се видат кога ќе се гледаат насмевките и се она што може да се види во живо, како што велам, што го прават згрижувачите. Со нас тука се магистар Розалија Секуловска, психолог во Центарот за поддршка за згрижувачки семејства при јавната установа 11 октомври, магистар Павлина Трајановска, социјален работник, исто така во Центарот за поддршка за згрижувачки семејства при јавна установа 11 октомври, и до мене е Калиме Илес, згрижувач. Добро утро на сите, да не должиме многу, веднаш ќе почнам со Розалија Секуловска. Како изгледа работниот ден на еден стручен соработник во ова многу сложена, според мене, навистина и исклучително одговорна работа? Убаво кажавте, ова е сложена, одговорна, хумана, чувствителна работа и денот на еден стручен работник, без разлика дали е психолог, социјален работник или пак педагог, не се знае каков ќе биде однапред. Некако спонтано и учиме самите спонтано како да влеземе во коштец и да ги завршиме нашите работни задачи. Понекогаш, значи, одиме на терен, еве како што сме сега, на лице место, ги посетуваме нашите згрижувачи и на терен некогаш се најавуваме, некогаш не се најавуваме, да видиме што всушност се случува во домовите, како тие се справуваат со нивната работа, да ја кажам, колку се успешни во негата, грижата, психосоцијалното советување и поддршка на самите деца, без разлика на која возраст ги згрижуваат. Значи, одиме на терен со непосредни увиди, имаме многу документација, контактираме со сите центри на ниво, центри за социјална работа на ниво на нашата татковина, пишуваме извештаи, контактираме со училиштата каде што одат децата, реализираме обуки и едукации за сите оние потенцијални згрижувачи кои што сакаат да влезат во системот на згрижувач, а исто така оние кои што веќе одамна се згрижувачи, имаат обврска кај нас во нашиот Центар за поддршка на згрижувачки семејства од време на време да се јавуваат и да ги одржуваат, да ги слушаат обуките за да ги апдейтираме нивните искуства и знаења. Понатаму, понекогаш се случува сосема интервентно, без разлика кој ден од неделата е, дали е сабота, дали е понеделник, недела, наутро, навечер, значи ние сме комплетно достапни, или телефонски, или во нашите простории, се случува интервентно згрижување, кога центрите за социјална работа ни се јавуваат и кажуваат дека имаме потреба да згрижиме дете од таа возраст, од било кој регион од Македонија, и ние, стручните работници, имаме обврска во тој момент да најдеме најсоодветно згрижувачко семејство кое што би можело да го споиме со тоа дете за да му дадеме грижа и заштита. Бидејќи сте психолог, претходно зборувавме со емоциите. Како велиме, мора нешто да се создаде бариера за да се работи професионално? Точно. Од една страна, тоа е умешност, значи пожелно е да имаме емпатија, пожелно е затоа што со емпатија сочувствуваме и разбираме, меѓутоа од друга страна потребно да имаме една граница затоа што ако премногу сочувствуваме и разбираме ќе се изгубиме во процесот на стручната работа, затоа поставуваме здрави граници и ние, стручните работници, каде што ќе можеме адекватно на самиот згрижувач да му ја дадеме поддршката без разлика дали станува збор за нега, воспитување, едукација, проблемите кои што се случува, како и секој родител кој што се соочува во процесот на воспитување. Значи, ние менаџираме со нашите чувства, а од друга страна со нашето знаење и искуство. Магистар Павлина Трајановска, што значи, еве неколку пати и Розалија го спомена, психолошка, социјална и педагошка поддршка за згрижувачот? Мислам дека обемна е темата и прашањето, меѓутоа еве вака да извлечеме да ги извлечеме поентите, што значат сите овие аспекти. Психолошко-педагошката и социјалната поддршка на згрижувачките семејства е една континуирана поддршка, сеопфатна, која што ние како Центар за поддршка на згрижувачки семејства во континуитет им ја обезбедуваме на згрижувачките семејства, за да тие можат
успешно да се справат со предизвиците при вршење на згрижувачката улога. Што значи тоа? Психолошко-социјалната поддршка подразбира секојдневно советување и емоционална поддршка на семејствата, за да тие се оспособат да ги препознаат потребите и емоциите на згрижените деца и да одговорат на нивните потреби. Од друга страна, тоа исто така представува и јакнење на социјалните вештини на згрижувачките семејства, градење една средина на взаемна отворена комуникација и соработка, на една стабилна семејна средина, каде што згрижувачите и семејство и децата ќе може да градат чувство, да имаат чувство на доверба. Од друга страна пак, педагошката поддршка значи јакнење на образовните и образовните компетенции и воспитните компетенции на згрижувачите, со цел тие да го подготват детето и да можат да бидат негова поддршка во образовниот и воспитниот процес. Психолошко-педагошката и социјалната поддршка како една целина се многу значајни за градење на стабилна семејна средина, каде што детето ќе се чувствува прифатено, сакано и заеднички ќе можат сите да се справат и да одговорат на предизвиците што ги очекуваат во процесот на згрижување. Така, како стручен кадар, како велиме ние, градите, односно растете една комплетно изградена личност. Заеднички растеме со семејствата и со децата. Во една, што е многу и важно, здрава личност. Халиме, Елес, згрижувач, што значи, веќе многу пати слушнавме, дојди малку што значи да си згрижувач? Додека чекавме, навистина имаше веќе работа со твоите бебиња. Што значи? Да се биде згрижувач, да си голем херој, секој ден да се справуваш со предизвици. Секој ден ми е све поубав и поубав. Позитивно ми почнува денот со бебињата. Колку досега имаш згрижено дечиње? 10, ама моментално имам 3. На која возраст е бебиња? Бебиња од 0 возраст почнувам јас. Ова те прави, кажа, среќна и те, навистина, јас и претходно кажав, е голема, хумана, многу чувствителна, меѓутоа по тебе се гледа дека си многу среќна. Дали секој ден ти е среќен? Секој ден ми е позитивен од самото станување. Да. Ти благодарам многу, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма. Студио.